Јас овој ден ќе го прогласам као ден на политичката кампања во Македонија, донесовте политичка пресуда. Значи, подносно пресудата можете да зборувате... Барете рекетирани во оваа Македонија, барете и кај Зоран и Вице Заеви, не кај Бојан Јовановски. Поднос на притворот, знам... Ако зборува по притворот, добро. Ако зборува по притворот, добро. Барајќи да му биде дозволено да оди во обвинителството да поднесе кривични пријави, со овие зборови Боки 13 ја дочека пресудата од 9 години затвор за случајот рекет. За разлика од Бојан Јовановски, Катица Јанева, која не се појави во судница, доби 7 години затвор поради злоупотреба на службената положба и овластување. Обвинетиот Бојан Јовановски го осудува на единствена казна затвор во трајање од 9 години. Судот обвинетата Катица Јанева за кривичното дело, злоупотреба на службената положба и овластување, ја осудува на казна затвор во трајање од 7 години. Во целиот случај не се најде трагата, но он 1,5 милиони евра, наводно земени од Орце Камчев, за кој Боки 13 тврди дека завршиле кај Заеви, и покрај овој нов момент Вилма Русковска е на ставот дека парите завршиле кај Јовановски и Јанева. Со оглед, самите видовте на се тоа што си купувал без никаков приход, а и самите знаете, вие доаѓате од медиумски куќи, колку чини финансирањето месечно на медиумска куќа, поготово што кај него во тоа време по договор на дело беа царно доста истакнати новинарски имиња. Уште од самиот старт постојаа сомнежи дека во рекет се вклучени и лица од власта. Тие се појавија откако весникот Лаверита напиша дека и против Заев има истрага за овој случај, зашто јавноста сепак ништо не дозна, а на крајот осудени се само 3 лица. Инаку италијанскиот весник прв ја објави снимката, која беше главен доказ во рекет. Одбраната изрази незадоволство од пресудата и најави дека правдата ќе ја бараат во повисоките судови. Дали вие знаете дека за најобичните предмети што ги има ширум судовите во Република Македонија, за најобичен подкуп од 50 евра на сообраќаен полицаец се обележуваат парите и се фаќа. Дали вие мислите дека доколку тоа навистина така се случило, Бојан Јовановски не би бил снимен од камерите и не би бил веднаш уапсен? Судот во својот вовед кажа дека со оваа пресуда сака да се врати довербата во правосудството. Ние како одбрана сметаме дека со вакви пресуди не се враќа довербата во правосудството, напротив, сметаме дека судот треба да суди врз основа на докази. Русковски изрази незадоволство од пресудата за Јовановски, вели очекувала најмалку 10 години затворска казна, а најави жалби и за двете пресуди. Инаку Јовановски и Русковска за 10 дена повторно ќе се сретнат во судница. Од 1 јули започнува судскиот процес за меѓународен сојуз. Останува отворено прашање дали Јовановски можеби ќе открие нешто повеќе околу вмешност на политичари од власта, како во рекет, така и во меѓународен сојуз.